Наредниве минути отвараме тема која што генерално не засега сите, особено со почетокот на грејната сезона и вообичаено зголемувањето на концентрацијата на PM10 честички во воздухот, кој што се чини пак дека оваа сезона ќе ги имаме во поголема концентрација од причини кои ќе ги наведеме наредниве минути, а разговорот го започнуваме вака. Скопје е само еден од градовите во нашата земја кој со почетокот на грејната сезона добива сериозно меѓународно внимание во однос на загаденоста и се посочува како се разбира еден од најзагадените градови во светот, тоа го знаеме како податок. И бројни студии се прават низ годиниве во кои на тема загадување најчесто се посочуваат домакинствата кои во отсуство на централно грејење користат најразлични извори за да ги затоплат своите домови. Дополнително енергетската криза и поскапувањето во сите сегменти на живењето, вклучително и на сите облици на грејење, ќе придонесат граѓаните да бараат дополнително многу други понееколошки начини да се загреат, загадувајќи дополнително животната средина. Но кога е доведена во прашање екзистенцијата, за жал најмногу се размислува за последиците глобално. Колку енергетската сиромаштија ќе влијае на загадувањето на воздухот оваа грејна сезона и како да се намали истата. Ова е темата на која ще утринава разговараме со Билјана Дуковска од Македонската платформа против сиромаштија. Добро утро и добро ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што покажувате интерес за волку важна тема. Рано наутро, во првите денови на есента, кога веќе надвор почнува да се чувствува дека нешто се менува, веќе мириса. А дома е студено, бидејќи барем во овој период, кога и оние кои се на централно грејење го немаат истото, температурите паѓаат, па веќе се размислува сериозно. Ние кои имаме централно грејење, ги вклучивме греалките, останатите, веројатно, и останатите начини на загревање на домовите. Разговорот го започнуваме вака. Во член 8 од Уставот, како еден од темелните вредности, се вбројува хуманизмот, социјалната правда, солидарноста и заштитата и унапредувањето на животната средина. Но во услови во кои живееме со актуелна енергетска и економска дополнителна криза, во која што една од главните дилеми ни е како екзистенцијално ќе го поминеме се во ова, веројатно многу малку се размислува на заштитата на животната средина. Па голем број граѓани кои што и изминативе години користеа многу поинакви нееколошки начини на загревање, ќе го интензивираат овој процес зимава? Многу се интересни сите овие процеси кои што ги сведочиме во изминатите години. Од една страна се напишаа бројни документи, политики, разни прописи, разни усогласувања со европската регулатива и така натаму, се во контекст на зелената транзиција, притоа додавајќи го праведниот премин кон зелена транзиција, што подразбираше дека никој нема да биде изоставен и дека кога зборуваме за поеколошки мерки, поквалитетен зелен начин на живење, тој треба да се однесува на сите, онака како што е наведено во Уставот. Меѓутоа, за жал, иако теоретски социјалната заштита и заштитата за животна средина треба да одат рака под рака, сведочиме дека тоа не е така. Најчесто се случува озеленување во индустријата, која што не нужно значи озеленување во домакинствата. И домакинствата тука некаде ни се губат, пропаѓаат, па се оставени да тие што имаат се снајдат, повторно најдат поквалитетен и подобар начин, а оние што немаат, повторно ќе бидат доведени на раб на екзистенција и на преживување. И на вистина, и загадувањето го рефлектира тоа. Добро е што имате што да вклучите дома. Ние имаме граѓани кои што домовите им се несоодветни, немаат струја или немаат извор на грејење, па не можат ни тоа да си го дозволат. За жал, ние како општество го вперивме прстот кон нив, без притоа да си ги погледнеме сопствените начини за решавање и справување со овој проблем. И од тука, да, оваа криза, економска, енергетска, било каква што се случува во периодов, бидејќи е многу по мултиплицирана, секако ќе влијае и на загадувањето, меѓутоа многу повеќе и на здравјето, бидејќи загадувањето само по себе, нели, не е проблем, можеме да го констатираме, ама неговите влијанија врз нашето здравје, врз целокупниот амбиент и квалитет ќе бидат со големи тешки последици.
Билјана, со оглед на сето она што го кажавте досега, каква грејна сезона може да очекуваме со оглед на актуелната состојба и какви се предизвици стојат пред нас? Да, гледам дека луѓето веќе навистина се загрижени што ќе се случува зимава. До лани дискусијата беше ќе се има парно, ќе се нема парно, ќе се има пари, ќе се нема пари. Тоа беше нели едната страна. Другата страна беше тие што нема, со време си собира што можат да соберат за огрев, се снаоѓа ако може да купат дрва, некој да им подари, хуманитарни активности гледавме, барање до општините за набавка на дрва и така натаму. Оваа сезона веќе луѓева не знаат што да прават, бидејќи промените, ценовните шокови, меѓутоа и недостатокот на ресурси, недостатокот на дрво, недостатокот на енергија им прават дополнителен проблем. Па така, ако вие живеете во стан и единствено грејење ви е централното парно грејење, имате само извор на струја, значи не става можност печка, не знам што да искористите газ, било како. Изборот е помеѓу скапа и скапа опција. Ограничен избор. Во однос на еколошките однесувања, да, навистина, парново сите сакаме да го имаме и е супер, нели? Ама многу е важно тоа парно на што работи. Дали таму ќе искористиме некое фосилно гориво или сме спремни како општество да инвестираме во зелена енергија на која што сите ќе се затоплиме од една страна, и второ, дали грејењето во суштина нам ни е во сферата на комфор или ни во сферата на преживување. Ако ни во сферата на комфор, тогаш може и да направиме избор. Ако е во сферата на преживување, што ќе не дојде до рака ќе искористиме? Во сферата на преживување имаме многу семејства социјално загрузени кои не можат да си дозволат да набават средства за грејење. Што се користи? Што велат вашите искуства низ годините? Што се палиме за да се стоплиме? Низ изминатите неколку месеци работевме проект финансиран од UNDP, Шведската амбасада, имавме можност директно да поразговараме со луѓе со искуство во сиромаштија. Вака, отворено. Како се греете, што правите, како се снаоѓате? Свесни се, знаат дека грејење на штогоде не е добро, ниту за нив, ниту за околината. Се обидуваат да најдат дрва кои што не се лакирани, не се иверици и не се третирани за да мирисаат по дома или загадуваат во комшија. Некои од нив кои што имаат некаков приход. Оние кои што се на дното, кои што ама баш немаат ништо, дури се соочуваат со нелегални градби, со недостаток на лична документација, системот за социјална заштита не ги препознал, немаат кому да се обратат, не прават избор што ќе стават во печката. Некогаш не е ни печка, некогаш е отворен оган, некогаш е импровизирана печка. Меѓутоа имавме сведоштва дека се горат и сопствените алишта за да се стоплат децата. Актуелна состојба и последиците од состојбите кои што ги живееме некако ве потикнаа да направите истражување, она што говоревте, чии резултати ќе ги презентирате денеска и за кои што би сакале малку да продискутираме. Ќе почнеме со тоа дека приходот на едно семејство во голема мера диктира проеколошки однесувања. Да, навистина е така. Ние не знаевме што ќе очекуваме и рековме ајде сега ќе направиме едно генерално истражување, нели репрезентативно, град Скопје, рурални урбани делови, луѓе со секаква, нели, и возрастна и едукативна позадина. Сите категории. И не знаевме што ќе очекуваме и беше за нас фантастичен податокот дека најмногу од анкетираните семејства пријавиле приход поголем од 40.000 денари на месечно ниво во рамки на семејството. А ние цело време зборуваме за овие што се сиромашни. Ги поделивме во 3 групи профилите и направивме над 40.000 денари, овие што се најмногу, до 25.000 денари и под 25.000 денари. И во оваа група до 25.000, бидејќи очигледно генералните политики, генералните истражувања не ги препознаваат, не ги гледаат тие луѓе, невидливи се, решивме длабоко, значи да ги испрашаме како они живеат. И таму најдовме уште 4 подгрупи. Значи тоа се луѓето кои што апсолутно се на дното и нема шанси, значи да размислуваат на еколошко однесување, ниту да променат нешто, затоа што тие толку немаат ништо што немаат што да менуваат. Вториве се као нешто има, ама недоволно ни за да има достоинствен живот. И третиве се
веројатно би можеле лесно да преминат во некоја од другите групи, ама не сами. Во втората група овие од 25 до 40.000 денари, тука веќе имаме стабилен приход, меѓутоа имаме проблем со живеалишта кои што не се доволно топли, пари кои што не стигнуваат за се, ама машината не се пушта често полна, не се внимава многу на навикиве по дома, струја се гаси, радио, ова, она, значи вода се троши колку. И потоа овие над 40.000 денари, како викаат, има се, може се. Значи, се користи се што им е на располагање во количини без ограничување, затоа што може да се дозволат, ама од друга страна сето тоа повлекува користење на енергија и прави загадување, бидејќи ние сме целосно зависни од црна и сива енергија. И на крајот на денот испаѓа дека никој нема проеколошко однесување. Искача дека најсиромашните, бидејќи во недостаток на ресурси, немаат што да трошат за да го прават загадувањето, во суштина се најеколошки, а овие над 40.000 денари имаат многу ресурси, многу активност и во суштина тие ни се главните загадувачи. Кога станува збор за загадувањата, некако кога го почнавме разговорот, добив јас лично впечаток дека прстот го вперивме во најсиромашната категорија на граѓани како најголеми загадувачи, а целта воопшто не ни е да обвинуваме, туку и можеби од другата страна на приказната, да размислиме и ние како општество како можеме да им помогнеме за да се намали енергетската сиромаштија, па и тие секој сака да ги минува навиките. Доколку имаш опција, ќе ги промениш истите. Оваа категорија на граѓани немаат опција, за разлика од овие другиве. Она што ние го користевме како терминологија беше способност да се променат навиките. Кај овие над 40.000 има голема полена работа, тие навистина може да ги менуваат своите навики и преку свесно еколошко однесување да го намалат своето влијание врз животната средина. Овие до 25.000 треба да ги доведеме до ниво да имаат навики, да имаат однесување. Тие во моментов се спасуваат, не се однесуваат, немаат избор, немаат можност, немаат ништо. И затоа е погрешно ако ние ги генерализираме политиките онака како што сега се случува. Ке смениме еден начин на грејење со друг начин на грејење, ама генерално. Некој ќе може да го искористи, некој нема да може да го искористи, тоа не интересира. Многу е погрешен пристапот една политика за сите. Значи, ако зборуваме за однесување, тогаш на најсиромашните им е потребно некаков вид неевтино, незагадувачко грејење, кое што ќе им биде достапно и ќе им се овозможи. Значи, локалната самоуправа, централната власт треба да креираат политики инклузивни. Тоа значи дека како ако тоа некој се прави во европските земји. И таму не е се идеално, има истите класни разлики. Апсолутно. Значи, преку овој проект сега бевме на студиска посета во Шведска, во Стокхолм, и таму скоро 100% од населението се грее на централно грејење. Социјалните служби работат паралелно за да ги овозможат да некој не им загадува на улица. И сега што се случува кај нас? Ние прво немаме доволно распространета мрежа за парно грејење. Значи луѓето секако мора да користат друг извор. Значи тука луѓето не може да градат сами мрежата за централно грејење. Мораат властите преку едно стратешко наблюдување на темата да инвестираат. Потоа во делот на дали парново, реков на почетокот, ќе ни користи фосилно гориво или ќе се топлиме од нешто друго. Во Шведска се топлат на биомаса, биогаз, отпад. Тоа повторно не можат граѓаните да го направат, тоа се стратешки инвестиции кои што треба државата да ги направи или локалните било кој, ама институционално. Кога вие тоа ќе им го обезбедите на луѓето, тоа ќе е многу полесно некој во дом што е топол да стекнува и му се влијае на навиките, отколку некој кој што собира гранчиња за да преживее, какви навики да менува. И при тоа, да не забраваме дека кога зборуваме за семејства, ние зборуваме и за возрастни немојни, и за мали деца, и за семејства од млади родители со мали деца. Значи, тука групата е многу различна. Зборуваме за луѓе кои што заради тој начин на живот се стекнале со различни болести, сега веќе ни се работа неспособни. Па имаме ни се појавува друг проблем. Значи, имаме луѓе кои што образованието на децата им трпи заради тоа што затоплувањето не е доволно. И сега кога зборувам јас, веројатно луѓето презентираат некоја слика на
најмаргинализирани луѓе кои што ги виделе, меѓутоа енергетската сиромаштија е реалност и во семејства каде што не се сиромашни по приход. Туку изборите кои што ги имаат, дополнително ги осиромашуваат и ова не е тема за сиромашните. Него, ова е тема за сите нас. Прстот се вперува подеднакво во сите. Ако нели овие најнемоćниве не ги извадиме и не престанат да димат од џаците, не по избор, туку по потреба, ние сите ќе имаме проблем со здравието, како што имаме. Друг е муабетот, дали некој има куќа од 200 квадрати и баш му е гајле, сака да си грее, па ни дими, па никој еден закон не го фаќа. Тоа е веќе друг муабет и тоа е во третата група каде што треба и мора да ги менуваме навиките на начини различни од овие за првите. Тоа ни беше целта. Да издефинираме дека политиките не можат да ги опфатат сите и дека некаде се повеќе потребни социјално-економски пакети, некаде се повеќе важни едукативно-информативни и процедурални поддршки, значи полесен пристап до сега субвенции или за соларни панели и така натаму, за да барем се намали искористувањето на незелена енергија. Во контекст на она што го говоревте претходно, според податоците на Евростат од 2018 година, Македонија е на трето место во Европа според бројот на население кое не може да го задржи својот дом соодветно загреан според статусот на сиромаштија, а скоро 25% од македонските граѓани изјавиле дека не можат да ги загреат своите домови соодветно во споредба со просекот на Европската Унија кој што изнесува 7,3%. Следствено на ова, колку недостасува едукација за еколошко и енергетски ефикасно однесување на граѓаните и што можеме да направиме во таа насока? Значи, ова што сега вие го прочитавте, во суштина најмногу се однесува на онаа втора група, која никако помеѓу овие две крајни групи не се губи. Ама тоа се семејствата кои што имаат редовни приходи, ама не се доволни за да инвестираат. Ако вие земете дека ние во држава имаме ризик од сиромаштија, во која што е и невработеност и социјална исклученост близу до 35%, не е ни чудо дека нивните домови не се соодветно изолирани, не користат извори обновливи за енергија, нивните електрични апарати дома не се најнова технологија и не се штедливи и така натаму. Значи, кај нив се проблем парите. Они од прилика знаат што би сакале, ама не можат да си дозволат. Секој од нас сака да живее, нели, како викаме, во кутивче му е дома. Ние до кутивчето не може да стигнеме, од секаде излегува топлината и во таа насока во препораките кои што ги даваме во извештајот велиме за оваа група од 25.000 до 40.000 најмногу треба овада. Значи да се поддржат кредитирано, субвенционирано, било како да го спастрат домот да биде енергетски ефикасен и потоа да се премине кон штедливи работи, во меѓувреме секако да се влие и да се покренува свеста за потребата од нив. Исто така влегување во циркуларната економија, реупотреба на рециклирани материјали, рециклирање само по себе и така натаму, ама тука веќе има поле за работа. И едниве во приказнава со загадувањето го прават тоа од немоќ, другите го прават од каприц. Тука да не забораваме, ќе ги споменеме и погоните за кои многу често се зборува во текот на зимскиот период, кои свесно палат и што треба и што не треба, но тоа е сосема друга тема на разговор. Она што ме интересира никаде на крајот на разговорот. Се враќаме ли чекор наназад оваа грејна сезона во однос на сите чекори кои со тешки маки ги направивме изминативе години во заштитата на животната средина, беа минимални, но беа видливи. Барем нашиот впечаток е така во поглед на растот на свеста на населението. Се враќаме ли од оваа ситуација чекор наназад? Сите ќе се вратат. Значи, на светско ниво ќе одиме наназад. Кај нас, веројатно, тоа ќе биде 2 чекори наназад. Моето мнение е дека во оваа сфера во која што јас работам, сиромашни социјално исклучени граѓани, не беше направено многу за животната средина. И зошто го велам ова? Бидејќи Скопје ни е во фокусот на ова истражување, не се постигна рамномерен развој на градот. Инфраструктурно не се поддржаа
сиромашните да можат да имаат пристап до некое грење или до не знам што. Значи се е нешто тргни застани, се сменила власт, се искарале политичарите. Луѓево некако се тука некаде помеѓу мерките. Менуваме печки за печки на пелети, менуваме пелети за инвертер, менуваме инвертер за не знам што. Значи тие се обидуваат да ги следат, ама не успеваат. И сега, како што кажав на почетокот, веќе ум немаат како ќе поминат зимата, ќе одеме наназад. Сите ќе одеме наназад заради немоќ. А фокусот го ставаме некако само на Скопје, иако големите европски земји не го ставаат фокусот само на главните градови. Тоа е развиена инфраструктура на ниво на цела држава, но ако почнеме да дебатираме за град по град, веројатно уште пофрапантни податоци ќе добиеме. Искрена да бидам, платформата против сиромаштија не многу реализира проекти кои што се директно поврзани со животна средина, и тоа е како резултат и на неповрзаноста на граѓанскиот сектор помеѓу себе, значи живењето во сопствените бабали, во сопствените сфери. И ова е за прв пат да работиме на вака длабинско истражување. Фокусот беше град Скопје и затоа можам само за град Скопје да зборувам. Не, апсолутно не сакам да кажам дека мрежата подразбира. Воздухот не можеме никако да го ограничиме, тоа е нели ги минува и границите. И дури тоа е една сериозна тема за дискусија, бидејќи и околината во која што се наоѓаат нашиве балкански држави, па не е многу поддржувачка една со друга, така да мораме посериозно со секторски пристап да го разгледуваме нештото. Билјана, благодариме за одвоеното време за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Енергетската сиромаштија е значајно прашање за нашата земја, токму затоа мора час поскоро да бидат преземени конкретни мерки со цел да се ублажат последиците од истата колку толку. Навистина е така и навистина е важно да продолжиме да зборуваме, затоа што голем дел од граѓаните себе си не се препознаваат дека се во енергетска сиромаштија, и тоа е нова тема. Добро е да се зборува гласно, ние го правиме барем тоа. Еден од чекорите се направени, останатото е сите заедно да работиме. Благодарам.